гледачи, добар ден, ова е новото издание на емисијата Агроинфо на Канал Вис и како и секоја недела, така и оваа недела ги издвојуваме настаните и случувањата поврзани со актуелни теми околу земјоделството во земјава. Најпрво би сакала емисијава да ја започнеме со конечната одлука на владата и посетата на министерот за земјоделство Хоџа во Кавадарци и средбата со градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев и конечната одлука за субвенционирањето по однос на предадено и извезено грозје. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Аријанид Хоџа заедно со градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев имаше работен состанок во Кавадарци со представници на Сдруженијата на лозари и винарски визби. На состанокот министерот информираше за новата дополнителна интервентна мерка за откуп на грозје, која претходниот ден беше договорена на состанок со владиниот економски совет, на кој беше присутен и премиерот Зоран Заев. Со ова дополнителна интервентна мерка, владата ќе одвои дополнителни 4000 денари за килограм предадено грозје наменето за преработка, а средствата ќе се обезбедат од ковид програмата на владата. Освен мерките кои ги поддржавме претходно за да се достигне ланската цена на грозјето и поддршката на извозот на флаширано и наливно вино, која беше наменета за транспорт, денес ја представуваме и новата мерка која ја превземаме поради квалитетот на грозјето, кој има под 18 милигани. Ние дополнително како влада ќе помогнеме со дополнителни 4 денари за тоа грозје, кое не е наменето за вино, туку ќе има друга намена, како на пример за вински, деликатес или за концентрат за сокови, изјави министерот Хоџа. Претходно договорените 2 денари за вранецот и Смедеревката остануваат да важат и ќе бидат исплатени од програмата за директни плаќања и 2 денари субвенција за откупено грозје, средства кои ќе бидат исплатени до крајот на оваа година преку владината ковид програма. Остануваме на субситуација на транспортот со 20% од транспортните трошоци за наливно вино и 30% субситуација на флаширано вино. Дополнително за извозот на откупени до 12 милиони килограми, државата ќе субвенционира 2 денари. А ако се откупени и извезени надвор, државата помеѓу 12 и 25 милиони килограми ќе добијат 3 денари. Ако откупат и извезат повеќето од 25 милиони килограми, ќе добијат 4 денари субвенција. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство продолжува да работи во интерес на сите чинители на секторот со заеднички труд и заложби. Ќе продолжиме во насока на стабилно, конкурентно и развиено земјоделство. Во продолжение, минутите за нашиот стручен соработник, магистар Игор Ивановски, што оваа недела има да им порача на земјоделците во наредните неколку минути. Добар ден, почитувани. Еве, иако есенскиот период полека се приближува календарски, сепак, како резултат на потоплото време, бербата на голем број на култури, како на отворено, така и во самите фолије во полнек. Сведоци сме дека исто така бербата на виновата лоза некаде е започната на пораните сорти, но кај обично кај вранецот, по моја информација, како резултат на послабата шеќерност во моментов, малку ќе доцни бербата, а знаеме дека Смедеревката, па како што доаѓа работиве, може да дојде крајот на септември, почетокот на октомври. Што однесува до гринарските култури, односно, еве пример корнишоните, па и може да се каже слободно пиперот, во оваа прилика ќе нагласам дека според најавата на хидрометеоролозите, може во овој југоисточниот дел на нашава држава, во Република Македонија, да дојдат до одредени врнежи од дожд, кои што врнежи од дожд може да предизвикат болести на културите на отворено. Но без разлика што може да предизвикат болести на културите на отворено, исто така, како резултат на разликата меѓу дневната и утринската температура, доаѓа и до појава на болести, односно поголеми зафати на болести. Затоа, на почеток, ќе почнам со препаратите, односно пестицидите кои што ги увезува Хемомак пестициди, едно меѓу водечките, може да се рече меѓу број 1 компании во нашава држава, од оваа област. И тоа ќе ве потсетам на двата препарата, а тоа е Валисем и Профилукс. Овие се системични фунгициди
кои што се наменети за сузбивањето на пламеница, кај, еве пример тука корнишоните или кај долгата краставица, кој што е во помал процент се наоѓа овдека во нашиот регион, и се карактеризира со тоа што има доста мала каренца. Во колку има заштита кај пиперот, особено во колку се јава дождови и така натаму, тука во предвид доаѓа фунгуранот, кој што е бакрен фунгицид и служи за сузбивање на бактериозата. И валисот и профилукс се карактеризираат со тоа што доза на употреба, обично сега во овој период, е 0,25%, значи 25 грама во 10 литра вода. Покрај овие дел од овие фунгициди, тука во предвид доаѓаат и некои инсектициди, како што е клозерот, број 1 за сузбивањето на белокрилка лисна вошка, но ќе ве потсетам за ромектинот, значи покрај спинторот што е за трипс, ромектинот не само што е за трипс, него и за пајак, особено кај што има веќе појавено пајак, мора кај краставиците особено, па и кај другите култури да се третират растенијата. Доза на употреба е 5 до 7 мл во 10 литра вода. И полуксот кој што врши сузбивањето на сите, има контактно желудачно дество, на сите инсекти контактно и со, значи кои имат устен апарат за гризење и џвакање, и доза на употреба е 5 мл во 10 литра вода. Кога станува збор за топлаво време, еве сведоци сме дека ова дава можност за сите оние производители кои што привршиле со одреденото производство. Еве пример, имам информација дека голем број на тутунари се при крај уште 15 дена, негде 10 дена, па ќе последните берби ќе ги завршат. И почнува за да се исчисти површината, да се третира со марш од увезен и дистрибуиран од страна и застапен од Агрорадомак, Скопје, исто една позната компанија кај нас. Марш кој е тотален хербицид и кој што веќе втора година се покажува како еден број 1. Зошто и број 1? Има големо дејство и голема ефикасност за сузбивање на сите плевели, без разлика дали станува збор за едногодишни или повеќе годишни, и без разлика дали станува збор за теснолистни или широколистни плевели. Покрај тоа, сакам да ве потсетам дека Агрорадомак исто така е застапник и на некои пестициди, пред се на фунгицидот Капман, кој што за неколку месеци ќе е многу актуелен, затоа што кога ќе почне расадот, без капманот не може да се зачува расадот, без разлика дали станува збор за зелка, понатаму, пипер и така натаму, затоа што успешно служи со збивањето на голем број на причинители на уништување на самите растенија. Исто така, ќе ве потсетам за маската, природно средство, кој што се покажа исто така, успешно за сузбивањето на почвените инсекти, реков, а на природна база, без каренца. Но во нашава земјоделска емисија веќе трета година како редовни прилози е застапена и фирмата Агроуник Македонија. Од Агроуник Македонија би ве потсетил само за ервисот. Зошто? Ервисот е на природна база од бактерии, каренца 0. Многу важно. Зошто? Пример, вината лоза треба да ја берите за неколку дена, или пример 15 дена, 10 дена, а знаеме голем број на ботрициди имат каренца и по 20 дена, 30 дена, 15 дена, а немате доволен период за третирање, а се јава ботритисот, пример. И тука ервиксот доста помага, убаво да избањете особено гроздаците, за да не дојде до истечување, уништувањето на гроздаците или родот кај виновата лоза. Значи, да не ризикувате ервиксот кој што оди 100 милилитра во 10 литра вода, или ова шише од 1 литар е за 100 литра вода. Значи, само по гроздаците кај што има опасност. Исто така знаеме дека кај нас исто, не само во западниот и другиот дел на нашава држава, на Република Македонија,
него и во југоисточниот дел, и во струмичкиот регион, секаде кој што има круши, се повеќе и повеќе се уништуваат од бактериозната пламница Ервинија амиловори, кај што знаеме дека досега за жал голема помош нема. Значи е карантинска болест, кој што пак од своја страна условува како карантинска болест да нема спас и да се уништуваат растенијата. Затоа, мој совет, моја препорака е да како број еден и за спасувањето на крушите, се уште има време у оваа вегетација, да ги избањате со ервиксот, на тој начин ќе спречите ширењето на бактериозната пламеница, ервинијата, и понатаму, со текот и наредната година продолжување, да врши спречување и зачувувањето на насадот од круши. Ова, почитувани гледачи, е сосема кратко што сакав да изложам за денешната емисија. Продолжуваме понатаму. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе одлука рокот за плаќање на закупнината на државно земјиште да се пролонгира до 18 декември оваа година. Рокот за плаќање закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2019 година е продолжен до 18 декември 2020 година, соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Рокот произлегува од донесената уредба со законска сила за дополнување на уредбата со законска сила за примена на Законот за земјоделското земјиште за време на вонредна состојба од страна на владата. Според оваа уредба, рокот за плаќање на годишната закупнина за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2019 година се одложи за време на траењето на вонредната состојба и се продолжува 180 дена по престанок на траењето на вонредната состојба. Законскиот рок беше до 31 јули 2020 година, но сега земјоделците закупнината ќе можат да ја платат заклучно со 18 декември 2020 година. Воедно, според уредбата, до 18 декември 2020 година нема да се врши еднострано раскинување на договорите за закуп поради неплатена годишна закупнина, објаснува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Според Министерството, одлуката за продолжување на рокот за плаќање закупнина и за нераскинување на договорите поради неплатена закупнина се донесе заради надминување на економските тешкоти на закупците, поради вонредната состојба предизвикана од вирусот COVID-19. И во следниот период ќе го следиме влијанието на пандемијата врз земјоделството и во комуникација со земјоделците и стопанствениците од агросекторот. Доколку има потреба, ќе се преземаат и други соодветни мерки за облажување на последиците, наведува Министерството. И на крајот од ова издание на емисијата неколку минути со видеопрезентацијата за модернизација на земјоделската механизација.
it up with wood and clay, wood and clay, wood and clay. Build it up with wood and clay, my fair lady. Wood and clay will wash away, wash away, wash away. Wood and clay will wash away, my fair lady. Build it up with iron and steel, iron and steel, iron and steel. Build it up with iron and steel, my fair lady. Iron and steel will bend and bow, bend and bow, bend and bow. Iron and steel will bend. Ова беа содржините кои што ги подготвивме оваа недела за изданието на Агроинфо. Останете и понатаму со нашиот канал. Од мене до гледање.